Со 194 гласа за, ниту еден против, ниту еден воздржан, во бугарскиот парламент едногласно беше изгласана декларација со која се повикуваат македонските власти да го почитуваат договорот од 2022 година, односно францускиот предлог. Таму се нагласува дека се неприфатливи било какви обиди во рамките на ЕУ за повторно преговарање, за обиколување или игнорирање на сите елементи од веќе подпишаното од поранешните шефови на дипломатиите во двете држави, Бујар Османи и Теодора Генчовска, дека Бугарија нема да помрне од она што го договори предходната македонска власт, потврди нивниот министер за надворешни работи Георг Георгиев. Тој го потенцираше и она што стои во самата декларација, а за која многумина предупредуваа дека овој договор е меѓу Македонија и Европската унија, а не е билатерално прашање. Българија ще продолжи да спазва споразумението од 2022 година. Ние няма да отстъпим нито на сантиметър от него. Няма да спрем да повтаряме, че спазването на европейските изисквания е това, което е нужно, за да може да се постигне напредък. И критериите за членство, зададени в консенсус от 2022 година между Европейския съюз и всички негови държави членки от една страна и самата Република Северна Македонија треба да се исполни. Поранешниот премиер на Бугарија Бојко Борисов, кој заедно со Зоран Заев го потпишаа договорот за добрососедство, потсети дека претходната власт во Македонија постигнала два договори кои мора да се почитуваат ако сакаме членство во Европската унија. Ние имаме договор за добрососедство, така нареченото и френско предложение, и настояваме всички да спазват договора за добросъседство и всякакви провокации, които се правят, не са в интерес на никого. Тази декларация напомня още веднъж, че основополагащия документ за съвременната история е договор за добросъседство. Со декларацијата, бугарскиот парламент ја повика Европската унија да продолжи со напорите за гарантирање на правата на бугарите во Македонија. Поранешниот тамошен министер за одбрана Бојко Ноев јасно кажа зошто официјална Софија толку бара уставни измени. Уставната еднаквост за бугарите значи нивно право на свој јазик, култура, квоти во државната администрација и голем број други експлицитно регулирани права, како и за сите други. Премиерот Христијан Мицкоски јасно потенцираше дека нема ни милиметар да се променат ставовите на владата додека во Бугарија не се признаат правата на македонското малцинство. Тој кажа дека таму има комитет во кој членуваат представници на малцинствата роми, турци и арменци. При тоа прашува дали македонците кои имаат 14 пресуди во судот за човекови права во Страсбур не заслужуваат место во тој комитет, а бугарите да заслужуваат место во нашата преамбула.